Зошто оваа локација избира општина Бутел за подигање на споменик за убиените во 2001 година? Бидејќи е на видно место, тоа е најважно од се, има и кружен тек во близината, возилата се движат поблиску, што значи дека ќе биде буквално на видно место, каде што ќе можат и е некако на влез на општината, што исто така многу важно, и ќе можат сите граѓани кои што ја посетуваат оваа убава општина Бутел да го видат овој споменик, кој што ќе биде конечно едно достоинствено решение за 8 загинати херои, би рекол, бранители, кои што го загубија животот во 2001 година кај местноста Љуботински Бачела. Добро, тука беше и требаше да се подигне крстот. Како го сврзувате, оваа локација сврзувате со локацијата која што ќе ја понудиме за споменикот за загинатите бранители е веднаш до локацијата што беше предвидена за крстот, нема никакво посебно поврзување, ова е сосема поинаква потреба. Така, денеска повикавте министерката Славјанка Петровска на средба, меѓутоа таа не се појави во 13 часот. Вие останувате на вашата отворена понуда дека општина Бутел ќе одвои локација за споменик. Навистина ми е жал што, иако уредно беше поканета, утрово со официјален допис од општина Бутел до Министерството за одбрана, поточно покана директно до министерката Петровска да дојде заедно да ја погледнеме локацијата, бидејќи денеска практично општина Бутел започнува да подготвува документацијата за оваа локација, за да има тука еден убав велелепен споменик. Таа не дојде, на моје големо жалење, и не би сакал да мислам дека само декларативно таа во текот на вчерашниот ден рече дека сака да има споменик на територија на општина Бутел, и искрено мислам дека се надевам дека нема да наоѓи изговори понатака за како да не дојдеме до споменик, бидејќи конечно е дојдено времето кога Македонија треба на вистински начин да се одолжи на сите оние кои што го дадоа животот токму за неа, а и некако и да ја упатиме на порака до сите млади дека го вреднува оваа држава сето она што некој го направил за неа, особено на вакво дело каде што некој дал се за Македонија. И во таа смисла се надевам дека ќе остане на зборот министерката и дека нема да наоѓа изговори како да не дојде до градба на овој споменик. Во спротивно ќе мораме да најдеме некој друго соодветно решение, иако инсистирам дека и убеден сум дека изградбата на овој споменик треба да е токму од државата Република Македонија, потечно од Министерството, заради тоа што овие луѓе го дадоа животот токму за неа, за Македонија. Ви благодарам.